Зашто е создаден Сашо Тасевски? Да си светка и сјае со неговата круна во цел свет. Шта е туе? Јас знам сега ќе има многу хейтери. Не сме сите создадени да бидеме родители. Од ја сега кога би имал деца, тоа би ми сметало на мојот бизнис и пословен план. Шта е туе? А бизнис пословен план ми е да мрдам со газот. Затоа не сме сите создадени да бидеме родители и да имамо деца. Дај тоа бурекот. Не за дома, туе кај ќе го спичкам. Што би рекол дедо ми од Отуње. Бошко од Отуње. Тето. И така од Сабајле расони ова. И шта е туе? Што со неговата круна ќе светка во целиот свет? Не смо сите создадени, тоа е јасно да бидеме родители. Не смо. И така е на овој свет. Едно е да не си создаден да бидеш родител затоа што си одлучил така заради X причини, заради некои проблеми што си имал, здравствени или не мора здравствени, го сакаш партнерот, не си компатибилен со него, едноставно може двајца партнери највише да се сакаат, едноставно не се компатибилни, просто кажам, едноставно Господ ќе кажам не им дал да бидат родители. Значи тие работи се едно. Ама овие работи се друго, ако имаш бизнис план да мрдаш со газот. И онда стварно не си создаден да бидеш родител. Мада сега и тоа гледаме дека не е така. И раскажува баш сега за една свадба во Америка. Меѓу двајца мужи. Уште не сум ги видел снимките, се надевам ќе ми ги пуштат чисто јас онака да ги видам, пошто што ми го кажува е многу јако. Србин и црнец, мислам, у Америка живеат. А знам ја да срби не иду радо у педере. Мислам да не се навредите срби, тамо конкретно случајов е тоа, мислам. Не се, за тоа друг пут него ова ме отвори од Сабајле. И после, пошто ова ме отвори на заебавање, да продолжам со заебавање. ОСДС полигрос, чевеам ја у нос. ОСДС полигрос, уста, грло, нос. Дека многу грчки вечери имаше овој периодов после Нова година и се ставив малце од тој филм. Го сакам ова да ти порачам, Филипче, джабе везеш. Послушајте ме еднаш од мене нешто, една паметна работа купете од мене. Абе, джабе везете. Джабе сега се правите мутави. Џомити, ние со Дуи не се познаваме. Никош не сме се познавали. Дуи ве контролираше на кратко сиџимче. У партија ваша ви прати да членуваат нивни луѓе преку кои што ве контролираше многу полесно. Вие ги прифаќавте, демек ние сме граѓанска, мултиетничка партија. Тие што ви продаваа внатре, што ги примивте кај вас у ваши редови, што ви продаваа муда за бубрези, да подпишете договори со пријателство со Бугарија, двојазичност, ваква јазичност, онаква јазичност, да правите одстапки. И сега, вие и Дуи не се познаате као. Абе, ве клацкаа како сакаат. И сите ни беше јасно што е вашава игра со Дуи. Ќе оставиме да не клецаат колку сакаат, кога сакаат, само за да останеме на власт подолго време. Оти ви требаше гласачкото тело на Дуи. Па ги оставивте на сметка на тоа што ве оценија, тоест вие видоат прагот на топење, точката на топење колку ви е ниска, па правеа што сакаат
ликови како тој нежниот и да не ги зборам тие околу него поврзани со разни банди што владеа со Скопјево. Па нема више. А вие вашето си го одсвиревте. И најпаметно вие, апропо оваа песнава Полигрос, место да се занимавате со политика, тркнете у Солун, имате огромни овие попусти бе до 70% бе. Абе што се заебавате, човече, нешто политика коментирате овдека, потрошувачки кошнички, нешто дуи, ние на дуи, боже пази, никад со дуи не сме били. Идете у 70%, баш ка тоа е патриотски акт. Да отидете и све што имате сега, не све, него еве 10% тоа што имате искрадено на шопинг да го бапнете. Филип, чисто и ти. Зашто бе, човече, шокој курац? Имаш овдека ти на кого да подаруеш ствари сега, да не се правиме мутави, така? Инаку, преку односот, сега сум малку сериозен. Ја така знам малце да одлепам со едно, со второ, со трето, за на крај да го пушчемо на сериозното. Морам комичка фаца да направам, да војвода. Обично у драмски театар постариве колеги која требаше да играат некоја сцена поврзана со комицтво, ама ако е комедија представа, обично овие главниве мужи алфа комити, алфа војводи, така ги глумеа. Со вакви фаци. Тоа се вика манир. Али да, фино тоа изгледаше у тоа време. Стварно беа феноменални глумци, постариве генерации. Не, се сакав сега нешто многу сериозно да ви кажам. По односот што го има една држава кон своите предавници, кон луѓето кои што ги предале националните интереси, по тој однос што го има државата кон предавниците, се гледа колку е таа способна, витална да се самоодржи како држава. Фактички преку тој однос секоја држава покажува својот степен на преживување, за опстанок. Па ако сакате и за докажување во некои меѓународни рамки. Не случајно имаше држави, особено една, која што она што сега таа го прави последниве години е за секаква осуда, но имаше една пракса и се уште има таа пракса да организираше лов на сите предавници или непријатели кои што на некој начин ја загрозиле неа или тој народ, незиниот народ. Че тој лов го организираше на територија на цел свет. И непријателите на таа држава знаат до ден денеска дека нема место на светот кај може да отидат, а да не бидат пронајдени и соодветно казнети за неделата. Дали за тероризам, дали за предавство, дали за ова, дали за ова. И затоа обично кога бегале најдалеку кај што може да избегаат, и земји кај што имаат најмалку меѓународни односи развиено со државата што ги лови, и обично се криеле не у некои поголеми центри, главни градови, не, у некои мали градчини. Овие па ги наоѓале. Дедо ми викаше, сега не овој од Отуње, него овој другиот, што ми беше потекло од Кичевско, викаше, Стојан се викаше тој.
Викаше, предавниците на својот народ, на сопствената држава, се нешто најдолно што постои меѓу луѓето. Викаше, оние што напаѓаат сексуално деца, се на повисоко скалило од предавниците на својот народ. Ова се негови зборови. Он многу знаеше уврска со ова. Предавници, непријатели на држава, надворешни, внатрешни, ловење на нив и така натаму и така натаму. Да не ја кажам таа приказна. Значи, пазете, на по-ниско скалило се од педофилите. Ако овие зборови им значат нешто на нашите власти, на луѓето кои што име работа да се занимаваат со предавници и државни непријатели, го разбираат ова, на само моја огромна желба и апел е да почнат да делуваат според правилата на службата. Затоа што на овој народ во изминативе години многу штета му беше направен од неговите изроди и тие за тоа мора да платат. Ти кажувам, Керко, сети се снао. Ама тицата на ова предавство на Македонија последниве години беше СДС. Тамо беа пчелките предавници во тој пчеларник, најголемите. А овие другиве што беа во таа другата партија со која што шуруваше СДС, од која што го примаше, мислам, тие не треба да се водат како предавници, затоа што тие никогаш и не сакале да бидат Македонија да остане цела. Треба да се водат како внатрешни непријатели. Не се, ова е многу важно да се направи од една проста причина. Јас знам дека овој Трамп сака да се шали понекад, ама ова последнава шала му беше многу глупа. Ако му беше шала, кога отворено им кажа на канаѓаните, вика, вие најубаво да бидете, вика, наши, вика, да ги избришеме границите, да си бидете уште една американска држава во склоп на оние останатите што се тамо. И кога праша новинара, како планирате тоа да го направите, дали со воена присила? И тогаш рече не економски. Исто и приказната што ја пушти за Гренланд, вика, тоа треба, тоа вика, америчко, вика, тоа треба да, че Гренланд има широка автономија, најширока на свет, иначе припаѓа под кралството Данска. И овие данциве се унезверија кога чуи оваа премиеркава, не знаеше што да каже, бледе у фаца, вика, наше тоа бе, како Гренланд, вика, амерички. Сега, дали онаа будала Доне Трампевски, пошто Доналд Трамп е Доне Трампевски од Струшко, не знаете вие тоа, не сте знаете. Не е битно, треба да знаете. Али како да ви кажам, кој секој македонец знае да даде, дедо му бил Доне Трампевски по право, да не ме сватите погрешно, од Радожда, мислам, така нешто беше. И затоа е после овој крстен Доналд Трамп. Ма се амерички да звучиме тоа. Не ми е тоа муабето. Значи, види, колку е да таа, дури и да се шали за ова што го побра, идеме, овој Мексичкиот залив ќе го прекрстен у амерички. Дај Боже да се шали. Пошто тоа не е остварливо, тоа е башка многу глупо и многу неостварливо. Но, дури и кажано како шала е многу опасно, затоа што има народи, наши соседи, тоа многу сериозно го сваќаат. Па ете една будала, припадник на екстремна партија, рече,
Одма, пошто они такви се, нема кај нив заебанци, одма се конформисти, одма влагаат у положение на некој што ќе кажеше од нивни интерес, одма да, тој управо. И каже, вика, да, Македонија треба да се спои со Бугарија да биде ова. Од таа причина го зборам ова со предавниците. Јас, кога би имал моќта, не економија, не сум отворил тунел, не знам, сум направил ова, не сум ги качил платите у првите 3 месеци или 6 месеци. Кога би бил прв човек на држава, што е неостварливо, нели? Не ова, не да лжам народ со... Мислам, ја нема да го лжам, него нема да ми биде приоритет економската состојба првите 6 месеци, првите година дена. Би ми било приоритет справувањето со петата колона внатрешните непријатели и предавниците на македонскиот народ. Ништо друго. Мора прво генералка да направиш, што се вика собава да понекад од корено, темел да ја смениш, инсталации да смениш, не знам, прозори нови да ставиш, комарници, паркет да искречиш, па после се става мебелот, па ваков сака мебел Луи 16, пошто ние у Македонија има многу Луи 16 сакаат мебел, пошто со Луи вака биле, со Луи 16. Овие Луи 17 и 18 им се више онака многу веќе видено. Рамзес, други тут на стречи, нема вез. Тогаш ставаш ваков телевизор, сакам онака телевизор, сакам. Мене тоа би ми било приоритет. А точно е, дечко, стварна одлука у живота, дали ќе бидеш родител или не. Луѓе одлучиле да не бидат од спрични. И тоа е легитимно. И некој ако не се осеќа способен да чува дете пубово, нека не прави, така? Ама причините зашо ти конкретно не си родител се малце така ректумални.